Имаме пристигнати две прашања од два медиуми, телевизија Телма. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски во статус на Facebook вели дека според Венецијанската комисија избори може да се одржат 60 на дена по завршувањето на вонредната состојба. Во превод, тоа значи средината на јули, доколку во сабота заврши вонредната состојба кај нас. Дали како владеачка партија сте подготвени да отстапите од терминот 14 јуни и да се најдете со опозицијската партија некаде на средина? И второто прашање од македонска телевизија. Вашиот став за позицијата на СДСМ на лидерската средба, дали ќе инсистирате на заедничка позиција на СДСМ со коалицијата за избори на 14 јуни, со оглед дека се уште има голем број на заразени од COVID-19 во последниве денови? Дали сметате дека до 14 јуни може да се создадат услови за избори и дали треба да се постигне консензус од сите партии за терминот за одржување на изборите? Многу еден. Па како што веќе кажав, доколку ова беше Грузија и доколку во нашата држава се применуваше уставот на Грузија, тогаш Христијан Мицкоски ќе беше во право. Но овдека имаме устав на Република Северна Македонија, кој што вели нешто сосема друго и уште еднаш потенцирам, ставот на Венецијанската комисија е исклучиво за Грузија, заради одредбата во уставот на Грузија. Што се однесува до терминот 14 јуни како можен термин за избори, СДСМ и коалиционите партнери заклучија дека, имајќи ги во предвид сите случувања, имајќи во предвид дека пандемијата спласнува, дека секој ден имаме се повеќе оздравени и се помалку заболени, но имајќи во предвид дека сите стручњаци кажуваат дека е многу веројатно да пандемијата повторно земе замав на есен, сметаме дека изборите навистина треба да се случат на 14 јуни како еден оптимален датум. Секако дека ова го говориме ако работите се движат понатаму онака како што се движат веќе со денови, во смисла на пандемијата. Изборите мора да се случат, бидејќи ние се наоѓаме во ситуација да немаме собрание, ние сме во ситуација каде што ги замрзнавме изборите поради пандемијата и избори мора да има за да избегнеме продлабочување на политичка или, не да боже, уставна криза. Благодарам.